Добро вечер. Дневник на К3. Верниците во Кумановско го празнуваат Богојавление водици. Денеска во православните храмови Свети Никола и Света Тројца повеќе млади скокаа по Светиот крст. Најсреќни меѓу нив беа кумановците Никола Стојановски и Андреј Божиновски. 30 на млади од Куманово скокаа по Светиот крст во фонтаната во дворот на соборниот храм Свети Никола во Куманово. Најсреќен меѓу нив беше младиот кумановец Никола Стојановски. Здравје, среќа, пари, тоа. Што им препорачувате на другите млади за следните години? Да доаѓа да се продолжи оваа традиција. Тоа. Православните верници денеска го празнуваат празникот Богојавление водици кој се празнува уште од вториот век. Празникот се нарекува уште и водици поради големиот водосвет што го извршува црквата на овој ден. Денеска и во црквата Света Тројца крстот го фати младиот кумановец Андреј Божиновски. Ова ти е прв пат како го фаќаш крстот? Да, прв пат. Што очекуваш еве оваа година? Прво здравје, среќа, прво сите. Што им препорачуваш на оние кои што не скокаат? Па да скокаат бидејќи за здравје, за среќа. Покрај крстот што ќе си го задржи за дома, за да го однесе како благослов на неговите роднини, другари, пријатели кои што ќе ги повикаш да земат благослов од крстот и ова икона на Господа нашиот Исуса Христа и едно ланче со крст од Златарата Трипи кој што секоја година даруваат. Во соборниот храм Свети Никола чиноначалствуваше митрополитот Кумановско-Соговски господин Јосип. Верниците масовно ги посетија храмовите, се помолија за здравје и благосостојба, пресекоа кулач и зедоа осветена вода. Што мислите за оваа традиција фрлање на крст? Убава традиција? Убава, многу убава, барем за мене. Така, им препорачувате на младите да фрлаат по крстот? Да, им препорачувам и им посакувам се најубаво. Бидејќи навистина тоа е храброст на овие минус температури, некој да се фрли во вода. Сретен празник за многу години, да сме живи, здрави, весели. Да посакам добро здравје на сите православни верници, да имат полно здравје, среќа и напредок во живот. На Богојавление водици се верува дека се осветуваат водите. Празникот е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од страна на Свети Јован, кој од тогаш се нарекува крстител. Големиот христијански празник Богојавление водици е одбележан и во Крива Паланка. Прославата ја организира општина Крива Паланка и Македонската православна црква Кумановско-Соговска епархија Кривопаланечко архиерејско наместништво. Сретникот кој годинава го изведе крстот од водите на Крива река е Никола Јовановски. Прославата на големиот христијански празник Богојавление водици во Крива Паланка ја организираа општина Крива Паланка и Македонската православна црква, Кумановско-Соговска епархија Кривопаланечко архиерејско наместништво. Започна со свечена литургија во црквата Свети Димитрий на која присуствуваа голем број верници. Свештениците осветија погачи и лепчиња за здравје на сите кои денес имаат домашна слава, панагија или именден, а по литургијата следуваше чинот на фрлањето на крстот во водите на Крива река. Годинава, со оглед на тоа што живата во термометарот беше околу 10 степени под нулата, по крстот скокаа околу 15 на лица, од кои најсреќен беше Никола Јовановски. Тој доби и награда од општина Крива Паланка, телевизор кој му го врачи градоначалникот Арсенчо Алексовски. 20-годишниот кривопаланчанец Никола Јовановски е срекникот кој годинава го извади крстот од водите на Крива река. Рече трет пат учествува на светиот чин, а втора година поред го фаќа крстот. Кажи ми, Никола, дали прв пат влегуваш во водите да го извлечеш? Трет пат. Трети пат ми е ово. А втори пат го фаќам крстот. Така. Лани и сега. Честитки, значи Ви минатата благодарам. година беше храбар. Ти беше ли страв бидејќи беше ладно? Ладно беше оваа година, имаше страв доста. Поминавте ли посебни процедури за подготовки пред да влезете во водата? Не. Пред загревање по една ракија. Пред загревање по една ракија. Така, моравте некако да се загреете. Дали цело друштво, другари влеговте во водите? Да. Друштвото се. Така, ти донесе ли минатата година крстот среќа? Да, многу. Ти се случи ли нешто позитивно, посебно што би го истакнал? Па не би го истакнал, ми се доста работи добри дешава. Така, очекуваш и годинава крстот? Секако.
И неговите другари учествувале на светиот чин кога свештениците ги крштеваат водите. Велат никој не треба да се грижи дали студот ќе им го влоши здравјето. На овој ден сите води се свети, а се верува и дека се лековити. Јас се фрлам 5-6 година по крстот, значи секоја година водите се свети, нели, секоја вода е крстена. На тој ден не се настинува и е многу убаво да се фрла по крстот. И досега Ги охрабрува што стана? Да, досега не сум лично имал шанса да го фатам, еве со другарите, али многу е убаво. Да. Исто така и јас еднаш го имам фатено крстот 2011 година, исто така со моите другари. Скокам во 2000 година во Крива река. Така значи дека кога си помлад си поохрабар? Да, нормално, да. Со своето крштевање во реката Јордан Исус ги освети водите. И денес на светиот ден Богојавление се извршува осветување на водите. Во тој час имаме јавување на Света Троица, за да стане образец на нашето крштение, кое што е совршено крштение и се врши со вода и Дух Свети. Според верувањето, оној што ќе го фати крстот ќе има среќа и берекет цела година. Од градскиот плоштад Никола заедно со другарите по замената на крстот со дрвен заминаа на обиколка низ домаќинствата во градот за да им посакаат здравје, среќа и берекет на сограѓаните. По завршувањето на богојавленската церемонија, граѓаните имаа можност да ги вкусат пифтиите припремени за манифестацијата Пифтијада на градскиот плоштад. Манифестацијата Пифтијада 2016 денеска по 14 пат се одржа во ресторанот Грација. И годинава домаќинките се надпреваруваа за најдобро подготвена пифтија. Стручно жири составено од технолог, уметник и готвач ги оценуваше пифтиите, а годинава победи учесничката Мила Милошевска. Во чест на денешниот празник Богојавление Водици, Сдруженијето Мултимедијален центар Карпино по 14 пати организираше манифестацијата Пифтијада. Годинава кумановци има можност да пробаат 400 чини и пифти. Манифестацијата полека станува бренд. Да е добар сооднос вода и месо. Третото значи прозирност на пифтија, да е бистра, да не е темна. Четврто е да нема масноти од озгора. Петото е значи сооднос лук и сол, да не се многу значи солени, да не се многу залучени. Шестиот критериум сигурно е да се компактни. Седми критериум и сигурно еден од најбитни е целокупниот аранжман. И годинава беше извршено примопредавање на кумството. И стариот и новиот кум го честитаа празникот и посакаа здравје и просперитет. Од минатата година како предемавме кумството, можам да кажам дека истата беше среќна и беречетна, многу успеси како на работното поле, така и на лично. Пожелувам и на новиот кум исто така да му биде среќна и беречетна, со многу успех и во семејството и во неговиот професионален план. Огромна чест и задоволство е да се биде да се присуствува на ваква манифестација, градска манифестација, особено во својство на кум, и посакувам на сите православни македонци многу берекет оваа година, сретни новогодишни и божити празници и со среќа нека име Богојавление Христово. За значењето на Богојавление Водици зборуваше отец Жика Тодоровски. Настан кој се случи на реката Јордан. Сушност Богојавление значи објавување на Бога. Се јавил Бог во три лица. Бог Отец се јавил со зборовите: "Ово е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја." Синот Божи пак во реката Јордан бива крстен од Свети Јован Крстител, а пак Светиот Дух во вид на гулаб лепден на Спасителот. И годинава на манифестацијата се надпреваруваа домаќинките од Куманово. Стручно жири составено од готвач, технолог и уметнички директор на Сдруженијето ги оценуваше подготвените пифти. За пифти си треба квалитетно месо. Време е одредено да се варат. Не може пред време да се симнат од огињ, ако ништо не бива тогаш. Од 6 сата најмалку треба да се варат. Најмалку, ако не и 7. А пред 6 сат не треба да се исклучуваат. На манифестацијата и годинава учествуваа децата од градинката Ангел Шајче, детскиот градски хор и групи од Куманово. Околу 5000 кривопаланчани присуствуваа денес на градскиот плоштад во Крива Паланка, каде во организација на локалната самоуправа на општината се одржа 7-та поред манифестација Пифтијада.
Иако температурата на воздухот во Крива Паланка утринава беше околу минус 10 степени, паланчани дојдоа во голем број на градскиот плоштад, каде заедно го прославиат големиот верски празник Богојавление Водици и присуствуваа на манифестацијата Пифтијада. Ги дегустираа пифтиите, традиционален рецепт кој речиси во секоја куќа се приготвува за овој празник. Се затоплија со чашка чај или греана ракија. На здравје посакувајќи си здравје, среќа и берекет во духот на христијанството и традицијата. Оваа манифестација 7 години наназад со својата масовност му дава особен белег на градот на Водици, рече градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски, истакнувајќи дека верниците кои присуствуваат на фрлањето на крстот доаѓаат овде. И оваа година, како и секоја друга, општината Крива Паланка организира така наречена Пифтијада и организираме и за среќниот тој кој ќе офати крстот да му дадеме телевизор, така да оваа традиција продолжуваме. Задоволни ли сте од масовноста на кривопаланчани, бидејќи екстремно ниски температури владаат? Па да, искрено кажам, мислевме дека со оглед на овие ниски температури нема да има оволку народ, но сепак мора да признаеме дека има доста луѓе, многу излегува денеска, имаме голема посетеност и сите сакаат да пробат од пифтиите. Општината Крива Паланка направи некаде околу 8000 парчиња пифти, така да сите оние кои се тука имаат можност да пробат. Среќни празници на сите кривопаланчани, на сите оние гледачи на К3 телевизија, им го честитам денешниот празник, на сите оние кои имаат куќни слави, им ја честитам славата, или кои имаат именден, нека е за многу години, нека е за здравје, за радост и среќа на нив и на нивните семејства. Тој им посака среќен празник на своите сограѓани и рече дека манифестацијата ќе продолжи да се организира и во иднина. На настанот присуствуваше и пратеникот во Собранието на Република Македонија од Крива Паланка од редовите на владеачката партија Слагена Митовска, која нагласи дека посакува спокој, здравје и остварување на желбите на незините сограѓани. Денеска е убав ден, убав повод да се биде заедно со своите сограѓани. Најпрво им посакам да бидат живи и здрави, да имаат мир и спокој во нивните домови и секако да си ги реализираат сите нивни планови како на приватно, така и на професионално поле. И секако на Никола Јовановски, кој оваа година е среќникот, исто така му посакувам да е жив и здрав и да си има реализација на сите желби како на приватно, така и на професионално поле. Инаку пифтиите за годинашната пифтијада ги подготвија учениците од угостителските паралелки при Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка. Пифтијада 2016 во Крива Паланка се одржа под покровителство на локалната самоуправа. Риболовците од Куманово на градскиот кеј го прославија празникот Водици. Инаку станува збор за традиција постара од 15 години. Риболовот е спорт и рекреација, велат риболовците. Риболовците од Куманово од спортско-рекреативното друштво Пчиње традиционално како и секоја година го прославија верскиот празник Водици. Со богата празнична трпеза од пифти и печено прасе, туршија, ракија и вино, риболовците го одбележаа овој ден. Овој ден далеку е познат за сите нас, посебно за рибарите. Денеска се собираме да го прославиме со грејана ракија, со пити, салатичка и слично. Поканети се сите граѓани на град Куманово и спортски риболовци, што се гледа и од самиот настав. Имаме секоја година бираме кум, предвидено е кршење на лепче, предвидено е да се избере нов кум за ова година, кој ќе биде најсреќен, да ја добие паричката, ќе биде кум наредната година. Оваа традиција ние планираме да ја продолжиме и во наредните години, со тоа што планираме да ја поомасовиме, што од година во година се гледа према бројот на присутни дека е се помасовно и помасовно. Пчиња, Студена бара, Шупли камен, Пелинци и Белјаковце се најчестите места каде риболовците се рекреираат. Рибар сум едно 50 години сигурно, ветеран. Има многу млади и тоа е најболje ти е овој, мислим, сама друштво, рибар, да се опуштиш у реку, од све тие проблеми и све тоа да заборавиш. Спортско-рекреативното друштво Пчиње во моментов број околу 650 членови. Инаку риболовците последните 15 години на овој начин го прославуваат празникот Водици. Покрај риболовците од друштвото на одбележувањето на овој ден беа присутни и членовите од локалната самоуправа.
Општина Куманово ги повика даночните обврзници да поднесат даночна пријава за новостекнатиот имот, за имотот кој претрпел промени и оние кои го легализирале имотот предходната 2015 година. Воедно од општината апелираа до сопствениците на деловните единици да поднесат и пријава за комунална такса. Општина Куманово неодамна објави јавен повик во кој ги повика даночните обврзници кои се стекнале со нов имот, чиј имот претрпел промени, правните и физичките лица кои ги легализирале имотите да поднесат даночна пријава за 2015 година. Општината има обврска да подготви решенија најдоцна до 31 март годинава и да ги дистрибуира решенијата. Даночна пријава за 2016 година поднесува данечен обврзник, правно и физичко лице, за имот кој што го стекнал и почнал да го користи во текот на 2015 година, а за кој нема поднесено даночна пријава, значи нов даночен обврзник или дополнително стекнат имот кој подлежи на оданочување, имотот кој настанал со промена на сопственоста, значи отуѓување, купено, продадено и така натаму, имотот кој настанал каде настанала промена на вредноста на самиот имот, доградба, надградба, довршување, проширување, а сега и легализација, значи они кои ги легализирале своите објекти. Во Куманово секоја година се зголемува бројот на даночни обврзници, така што од јули 2005-та, откако општините ја презедоа надлежноста за утврдување и наплата на даноци на имот, согласно процесот на децентрализација, бројот на даночни обврзници зголемен е за над 8.000. Секоја година се зголемува од 400 до 500 нови даночни обврзници, значи тоа зависи и колку се ревностни и самите даночни обврзници и како служба колку сме ние ревности да ги откриеме овие нови даночни обврзници. Иначе тренутно она што го имаме во база е околу 32.860, оваа година сигурно дека таа бројка ќе се зголеми. Од општината ги повика и самостојните вршители на дејност и правните лица кои досега немаат поднесено пријава да поднесат пријава за утврдување на комунална такса за фирма, назив на деловна просторија, односно деловна единица. Собранието на Република Македонија со 72 гласа за, 9 воздржани и ниту еден против ја избра новата влада. Премиерот на преодната влада Емил Димитриев согласно договорот од Пржино го предложи истиот состав и на заменици и дополнителни министри. Собранието на Република Македонија со 72 гласа за, 9 воздржани и ниту еден против ја избра новата влада. Организирање фер и демократски избори на кои граѓаните ќе одлучат кому ќе дадат својата доверба, продолжување на политиките за обезбедување на нивната иднина и вклучување во нов циклус кој ќе изобилува со позитивна енергија и пристап се дел од целите на кои во своето експозе посочи мандаторот Емил Димитриев. Граѓаните се тие кои одлучуваат, а ние треба и ќе продолжиме да работиме за нив, за нашата земја Македонија и за нашата заедничка иднина. Ние ја имаме одговорноста пред граѓаните и во вакви сложени времиња не отстапуваме, продолжуваме одговорно, достоинствено, со честна намера и во интерес на граѓаните на Република Македонија, рече Димитриев. Имаме историска одговорност, додаде, сите ние да се вклучиме во еден нов почеток, во еден нов циклус кој ќе изобилува со позитивна енергија и пристап. Граѓаните, рече Димитриев, од нас очекуваат одлуки обезбедување на нивната иднина и наша обврска е тоа да им го возможиме. По изборот членовите на владата дадоа свечена изјава. Иако беа предложени од мандаторот на седницата, не присуствуваа министрите од опозицијата за внатрешни работи за труд и социјална политика Оливер Спасовски и Фросина Ременски. Премиерот на преодната влада Емил Димитриев, согласно договорот од Пржино, го предложи истиот состав и на заменици и на дополнителни министри. Составот на заменици и министри и дополнителни министри беа изгласани во рамки на 89-та седница на Собранието. Дополнителен заменик министер за внатрешни работи е Митко Чавков, дополнителен заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов, дополнителен заменик министер за финансии Кирен Умов, дополнителен заменик министер за земјоделство Љупчо Николовски и дополнителен министер за информатичко општество и администрација Александар Кирацовски. Председателот Ѓорге Иванов по повод христијанскиот празник Богојавление Водици упати честитка до поглаварот на Македонската православна црква и до сите верници од православна вероисповед. Тој посака добро здравје и духовен мир.
Председателот Ѓорѓе Иванов по повод христијанскиот празник Богојавление Водици упати честитка до поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан и до сите верници од православната вероисповед. Одбележувајќи го денот на кој според преданијата Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан, го славиме крштевањето како една од светите тајни на христијанството. Чествувајќи го празникот на осветувањето на македонските води, ја славиме традицијата на нашите предци, која во себе ја содржи тајната која ни упатува дека преку покаяние, љубов и добрина ја зацврстуваме верата. Символиката на чистината на водата и повторното духовно раѓање представува повторно живење во верата, се вели во честитката на Иванов. Тој посака добро здравје и духовен мир, а на сите македонски граѓани кои го прославуваат празникот им порача дека верата се потврдува со дела и преку љубов кон сите луѓе. Состанок на Вишеградската четворка во Прага. 5 француски војници загинаа во снежна лавина на Алпите. Земјотрес со јачина од 5,7 степени го потресе Тајван. Ова се вестите од светот. Состанок на Вишеградската четворка во Прага. Министрите за внатрешни работи на земјите на Вишеградската четворка, Чешка, Полска, Унгарија и Словачка, Милан Ховенец, Мариуш Блашчак, Шандор Пинтер и Роберт Калињак, денеска ќе одржат состанок во Прага. На разговорите ќе се разгледуваат актуелните прашања за внатрешната безбедност на Европската Унија, конкретно реакцијата на европските земји на миграцијската криза и борбата против тероризмот, со акцент на предлогот за ревизија на актуелната директива за огнено оружје. Според соопштението од Чешкото министерство за внатрешни работи, како што дојави дописникот на МИА, на состанокот во проширен состав со партнерите од Македонија, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, словенечката министерка Весна Жнидар и министерот за внатрешни работи на Србија Небојша Стефановиќ, ќе се дискутира за можностите за засилување на соработката во областа на миграцијата и заштитата на границите во регионот на Западен Балкан. Состојбата во прифатните центри, така наречените хотспот центри, се подобрува многу полека и незначително, што е далеку од идеално, изјави чешкиот министер за внатрешни работи Милан Хованец пред состанокот. Хованец предупреди дека ова темпо на организирање на прифатилиштата не може да одговори на очекуваниот прилив на мигранти кој може да се очекува напролет. Според него, хотспотовите треба да почнат да функционираат што побрзо, за да можат бегалците кои доаѓаат во Европа да бидат доволно проверени дали представуваат опасност. 5 француски војници загинаа попладнево во снежна лавина за време на нивната обука во Вал Фрежус во Савоа на Алпите. Според надлежните, ова можеби и нема да биде конечниот баланс на жртвите на одронот на лавината, што се случи нешто пред 14 часот на надморска височина од 2200 метри кај превојот Петит Аржентие. Весникот The Fine Liberty јави дека во време на одронот на тоа место се наоѓале 51 војник, кои биле на обука за скиење, при што лавината однела 11 од нив. Специјалните полициски сили за интервенција под снежната лавина извлекле 6 лица, од кои 2 беа во состојба на хипотермија, додека останатите 4 беа неповредени. Пребарувањата на теренот продолжуваат, а на местото на несреќата се очекува да пристигне и францускиот министер за одбрана Жан-Ив Ледријан. Земјотрес со интензитет од 5,7 степени денеска го потресе Тајван. Сеизмолозите утврдија дека епицентарот бил на 23,8 километри југоисточно од брегот на островот и на 20,4 километри под морското дно, пренесува ТАС. Потресот најмногу бил почувствуван на територијата на селото Дунхе во округот Тајдун. Засега нема податоци за настрадани или евентуална материјална штета. Македонската ракометна репрезентација во решавачкиот надпревар за пласман во наредната фаза ќе се сретне со селекцијата на Србија. Победникот од овој дуел ќе ги продолжи надпреварите, додека поразениот тим ќе го заврши учеството на Европското првенство. Во пресет на овој напревар, познатиот ракометен работник Антони Ивановски истакна дека верува во составот на македонските ракометари, но исто така препорачува предпазливост и будност
во текот на сите 60 минути. Според моје мислење, сметам дека ние на денешниот надпревар мора да играме многу смирено, како и до сега во напад, иако имавме грешки, како што реков. Значи, организиран напад, организирана полуконтра приликом одбрана, не избрзување со удари, бидејќи знаеме дека од другата страна на голот е Станич, кој, ако го изземеме Кирил Азаров, сите други во екипата што се во почетната постава се сите клубски ракометари на Станич кои му беа 2 до 3 години. Така да имаа заеднички тренирано, што се вели голманот ги знаат кој каде шутира. Не би смеело да има избрзани шутеви и веројатно има се работено на одбраните на Станич, кои му се слабите страни, кои му се добрите страни, какви ударци, шутеви на гол да се изведуваат, дали со задршка, дали на прв чекор со удар. Така да сметам дека најголема опасност ни доаѓа во Србија од голманот Станич, под број 1, под број 2, може би за некого ќе биде изненадување, за мене не сметам дека многу е опасен Петар Ненадич. Сметам дека исто така и Рнич е извореден ракометар. Одлично игра и Шешум. Десната страна во споредба со левата им е малку послаба, каде што се Милановиќ и мислам Зеленовиќ и Ѓукиќ. Тука ја очекувам нивната слабост во нападот и на црта, каде што сме многу поети од нивните пивоти, значи нашите два пивота се поквалитетни од српските пивоти. Овој надпревар ќе треба да се игра со многу ладни глави. Значи да се игра храбро, да се игра жестоко во одбрана, ама да се игра со ладни глави, да не се срља во некои груби фаули, да не се срља во исклучувања непредвидени, да не доаѓаме во ситуација да играме со играч помалку, бидејќи ракометната репрезентација на Србија е спремна денеска на се, бидејќи нити ние нема што да загуба. Значи овој надпревар одлучува се, така да сметам дека до 6-та минута ќе се одбива голема борба. Македонските ракометари потврдија на преварите против Франција и Полска дека го поседуваат неопходниот квалитет потребен за победа против Србија, која пак реално би требало да биде најлесниот ривал од оваа групна фаза. Во вестите од меѓународниот спорт издвојуваме. Од следната сезона во надпреварите во фудбалската лига на шампиони ќе биде воведена така наречената гол технологија. Еден од најдобрите играчи во НБА лигата, Коби Брајант, изјави дека нема да учествува на Олимписките игри во Бразил. На отвореното првенство на Австралија во тенис се случи големо изненадување, а го приреди Вердаско кој го елиминираше фаворитот Рафаел Надал. УЕФА според Sky Sport се подготвува во петок на состанокот да донесе одлука која беше договорена претходниот месец на судискиот комитет на УЕФА во Париз за воведување на така наречената гол технологија. Тоа значи употреба нова технологија на преварите во Лигата на шампионите, Лига Европа и на Европското првенство во Франција. Гол технологијата се користи веќе во Премиер лигата, Серија А, Бундеслигата и Лига 1, а се применуваше и на Светското првенство во Бразил. Досегашниот претседател на УЕФА Мишел Платини беше противник на воведување на современата технологија, но генералниот секретар Џани Инфантино е тој што сака да се воведе ова промена која треба да биде официјална за 3 дена. Со воведувањето на нова технологија треба да се отстрани дилемата дали топката ја минала гол линијата или не. Кошаркарот на Лос Анџелес Лейкерс Коби Брајант нема да биде на Олимписките игри во Рио де Жанеиро во Бразил. Легендата во НБА лигата објави дека не може да биде во конкуренција за најважниот спортски настан годинава, што значи со пензија официјално ќе тргне со 20-та НБА сезона во дресот на клубот од Лос Анџелес. Брајант за тоа го извести претседателот на Кошаркарската федерација на САД Џери Коланџел и предводникот на селекцијата Мајк Кшижевски. Досега Коби беше на Олимписките игри во Пекинг и Лондон, каде успеа да освои 2 златни медали. Искусниот Фернандо Вердаско веќе на стартот направи големо изненадување.
Тој неочекувано, но сосема заслужено го победи Надал со 3:2 во интересен меч или по сетови 7-6, 4-6, 3-6, 7-6 и 6:2. Интересно е што Надал во решавачкиот пети сет имаше водство од 2-0 во гемови, но Вердаско до крајот одигра речиси без грешка и ја забележа третата победа во 18-тиот дуел. Надал досега никогаш не бил елиминиран во првото коло на Australian Open, а не лошиот резултат му беше 2004 година, кога беше елиминиран во третото коло. Воедно ова покажа дека Надал се уште е оддалеку од потребната форма за да може да фати приклучот кон светскиот врв. Од друга страна, 32 годишниот Вердаско во второто коло ќе се сретне со израелецот Дуди Села. Во останатите ношни дуели фаворитите Ферер и Раунич славеа сигурни победи над Гојовчук, односно Пиле, со максимални 3:0. Денеска сончево и многу студено време со мала облачност. Дува слаб ветер од променлив правец. Следува период на стабилно и студено време. На повеќе места утринските температури ќе се спуштат под -10 степени, а дневните ќе се задржат под нулата. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на К3 и имајте пријатна вечер.